Во 1863 година, на 13. октомври, основана е и осветена црквата Света Недела за време на преосвештенството на господин Бенедикт Византиски. Црквата е на влезот од Битола од страната на Прилеп. Во дворот на црквата Света Недела се наоѓаат и денските гробишта, каде се погребани и војводите Доне Крчаров, Димко Николов и Александар Туренџев. На гробиштата се погребани многу македонски значајни личности и револуционери како Павел Шатев, Димче Могилче, Кирил Лозанчев, Михаил Димев и други. Во 1882 година, на 13. октомври, е роден Добри Даскалов, македонски револуционер. Даскалов станал член на ТМОР во 1901 година и бил борец во четите на Јане Сандански и на Христо Чернопеев. Учествувал во грабнувањето на Мистон, со која фамилијата Даскалови, како протестантска фамилија од порано, имала добри пријателски и деловни врски. На 13. јуни 1905 година учествува во битката со турскиот таскер во кавадаречкото село Ресава. По младотурската револуција, во 1909 година бил еден од основачите на Народната федеративна партија и член на незиното централно раководство. Подмолно е убиен во Кавадарци на 16. јуни 1912 година. Денес гимназијата во Кавадарци го носи неговото име. Беше тоа на 13. октомври 1912 година, кога по 520 години турско робство Скопје го заземаат српските војски и воспоставуваат своја окупациона власт, која ќе трае се до Втората светска војна со единствен прекин од 1914 до 1918 година, кога за време на Првата светска војна градот бил окупиран од германски, австријски и бугарски војски. На 13. октомври 1923 година родена е Драга Чаловска-Секуловска, македонска новинарка, учесник во Народно-ослободителната војна од 1941 година и еден од основачите на Радио Скопје, каде што непосредно по ослободувањето, во еден период кога радиото бележело брз и сестран развој, ја вршела функцијата уредник на Радио Скопје. На 13. октомври 1952 година во издание на Државното книгоиздавателство излезе од печат Граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески. Беше тоа на 13. октомври 1995 година, кога во Скопје делегациите на Република Македонија и Република Грција подпишаа меморандум за практична примена на привремената спогодба подпишана во Њујорк на 13. септември 1995 година. Во 2003 година, на 13. октомври, во Скопје почина Ѓорги Колозов, еден од најпознатите актери во Македонија, најзапаметен е по неговите изворидни толкувања на разни типски ликови од народното творештво како цар, селанец, кадија, ѓавол, падури и како господ. Уживал популарност и во македонската дијаспора во Австралија, Соединетите Американски држави, како и во соседните држави на Балканот.